Град Скопје ги информира граѓаните дека од 21 до 26 овој месец ќе врши замена на старите семафорски контролери на градските улици во рамки на проектот за автоматизирано управување на сообраќајот. Градските власти апелираат учесниците во сообраќајот да покажат разбирање додека трае замената на контролерите и да ги почитуваат светлосните сигнали. Со оваа вест го започнуваме новото издание на Урбаните вести. Останете со нас. Лицата на возраст од 14 до 24 години најчести жртви на трговија со луѓе. Меѓународен научен симпозиум, денови на Јустинијан Први. Жителите на Карпош, дел од Џифони фестивалот. Советниците на СДСМ ја бойкотираа седницата во град Скопје. Универзитетот Евробалкан денеска и утре го организира научниот симпозиум Денови на Јустинијан Први, востановен во 2006 година за да ги афирмира и заштити трајните вредности на византиското наследство и улогата на римскиот император Јустинијан, кој потекнува од околината на Скопје. За прв пат оваа година симпозиумот е од меѓународен карактер и учествуваат 50 научници од 10 земји. Македонија и Балканот во Византискиот Комонвелт е темата на меѓународниот научен симпозиум Денови на Јустинијан Први, кој беше отворен денеска во Скопје. Универзитетот Евробалкан денеска и утре го организира научниот симпозиум, востановен во 2006 година за да ги афирмира и заштити трајните вредности на византиското наследство и улогата на римскиот император Јустинијан, кој потекнувал од околината на Скопје. Прв пат оваа година симпозиумот е меѓународен и учествуваат 50 на научници од 10 земји. Тие ќе понудат нови истражувачки сознанија и аргументи за културното и политичкото влијание на Византиското царство, чие впечатливо цивилизацијско наследство, архитектура и духовна традиција со векови обстојуваат на Балканот и во Македонија. Симпозиумот ќе биде и основа за партнерство на Универзитетот Евробалкан и Универзитетот во Болоња, кој е најстар во светот, и со градот Равена од идната година заедно ги организираат научните собири за Јустинијан. Во поздравниот говор министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска истакна дека симпозиумот уште еднаш ќе го потенцира суштинското значење на историјата и културата на нашите постари и дека е добра можност за заеднички придонес во разбирањето и прифаќањето на византиското наследство како дел од културното и духовното наследство на Европа. Традиционалното организирање на симпозиумот ќе прерасне во научен и културен мост помеѓу градовите Скопје и Равена, Скопје како родно место на Јустинијан Први и Равена местото каде што се лоцирани најрепрезентативните мозаични представи во византиската епоха. Оваа соработка ќе биде пример за потесно научно и културно зближување помеѓу пријателските земји Република Македонија и Италија, кои и досега реализираа бројни проекти од областа на културата и науката. Председателот на симпозиумот Митко Панов рече дека целта на овој симпозиум е да го испрати концептот на Византискиот Комонвелт и да го дефинира местото на Македонија и Балканот во него. Симпозиумот Денови на Јустинијан Први представа интердисциплинарен меѓународен научен форум за презентација на најновите истражувања околу различните аспекти на византолошките и средновековните студии, што опфаќаат и апроприацијата на византиското наследство во модерната европска политика, култура и историја. Посебната тема на овогодинешниот симпозиум Македонија и Балканот во Византискиот Комонвелт е посветена на проучувањето на спецификите, различностите и сличностите на Македонија и на Балканот како регион на постојана интеракција помеѓу различните култури и своевиден цивилизацијски мост помеѓу истокот и западот. Денешната дебата во рамките на научниот симпозиум Денови на Јустинијан Први, посветена на идејата за Византискиот Комонвелт, е навистина провокативна и допира дел од модерните европски и балкански дилеми. Треба да истакнеме дека оваа дебата е замислена како своевиден спој помеѓу античкото и модерното време, со цел да ги заживее и пренесе историските и културните традиции од Јустинијаното време во современо Скопје.
Јустинијан I бил император во чие време Византиската империја имала најголем подем. Бил роден во Таурисиум во околината на Скопје, денеска село Таур, и градот го нарекувал Јустинијана Прима. Советот на град Скопје денеска ја одржа 11-та седница, меѓутоа без присуство на советниците од опозицијата. Советничката група од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја напушти седницата во знак на протест против апсењето на председавачот на Општинскиот совет во Центар Мирослав Шиповиќ. Според советниците од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ваквите одлуки одат на штета на граѓаните и на работата на градот. Политиката на бојкот и блокади е штетна за граѓаните на градот Скопје, но исто така овие постапки на опозицијата наидуваат на осуди од меѓународната заедница. Граѓаните на градот Скопје не се должни да ги трпат последиците од штетите на дневно политичките делувања на СДСМ. Случувањата за кои што говори СДСМ во ниеден момент не се однесуваат на потребите на граѓаните и наштетуваат директно на граѓаните на градот Скопје. Во општина Ѓорче Петров продолжуваат градежните работи. Се работи на реконструкција на стадионот Млади Лавови и како што изјави градоначалникот на општината Сокол Митровски, ќе биде фудбалски стадион опремен со вештачка трева, така што младите од општината ќе имаат добри услови да спортуваат преку текот на целата година. Општината, како што изјави градоначалникот Митровски, за овој зафат ќе потроши околу 150.000 евра. Значено да се напомене и реконструкцијата на стадионот Млади Лавови, кој ќе биде прв фудбалски стадион кој ќе биде опремен или надграден со вештачка трева, со што младите и сите фудбалски љубители на фудбалот во општината Ѓорче Петров и тие кои сакаат да спортуваат, на вистина ќе имат извонредна можност да во текот на целата година спортуваат, затоа што вештачката трева која се вградува ќе дава можности, да кажам, во текот на целата година да се користи и да се спортува на овој објект. Објектот го работиме заедно со Фудбалската федерација на Република Македонија. Градежните зафати ги изведува општината, значи ги финансира во износ негде околу 150.000 евра, додека тревата е донација од Фудбалската федерација или од Европската федерација, подобро речено, со што на вистина општината Ѓорче Петров ќе биде прва општина со ваква инфраструктура спортска во градот Скопје, односно во Република Македонија. Маж или жена, пријател или родител, измамникот може да биде секој кој ветува лесна заработувачка во некоја далечна земја. Најчести жртви на трговија со луѓе се лицата на возраст од 14 до 24 години. Прилог на Елизабета Дамјановска. Европа денеска го одбележува денот за борба против трговија со луѓе. Дека трговијата со луѓе е присутна и во Македонија, зборуваат и податоците од Министерството за внатрешни работи. Во текот на 2013 година идентификувани се 9 жртви на трговија со луѓе, од кои 6 се малолетни лица, истакна државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Виолета Јанковска. Во текот на оваа година во Република Македонија идентификувани се вкупно 9 жртви на трговија со луѓе, од кои 6 се малолетни лица и 3 полнолетни лица, 2 се странски државјани, а истите биле трудово и сексуално експлоатирани. Нашиот долг кон младите е да се направи се што е во нашите можности да се информираат за појавата на трговијата со луѓе со цел да се запре ова робство. Државниот секретар во Министерството за труд и социјална политика Муеддин Кахвеџи ја истакна големата заложба на Министерството за ублажување на последиците од лошото животно искуство на лицата жртви на трговија со луѓе преку отварање на државен центар за лица жртви на трговија со луѓе и со овозможување на бесплатна здравствена заштита на жртвите на трговија со луѓе. Согласно со меѓународните и европските стандарди, Министерството за труд и социјална политика, како едно од надлежните министерства, воспостави целосна законска и институционална рамка за превенција и заштита на жртвите на трговија со луѓе и нивна соодветна ресоциализација и реинтеграција. Земејќи ја во предвид потребата од усогласен и координиран приод, Министерството за труд и социјална политика воспостави национален меанизам за упатување
помош и заштита на жртвите на трговија со луѓе. Отвори државен центар за лица жртви на трговија со луѓе, прв од ваков вид во регионот и во континуитет ги гради капацитетите на професионалците вклучени во националниот меанизам за опатување. Токму поради трендот на напуштање на границите на Македонија во потрага по подобар живот, најчести жртви на трговија со луѓе се лицата на возраст од 14 до 24 години, на кои им се нудат извонредни услови за брза заработувачка во некоја далечна земја. Поаѓајќи од тоа, токму средношколците треба да се едуцираат како да препознаат измамник, истакна Весна Хорватовиќ, директор на Бирото за развој на образование. Измамникот може да се крие под маската на пријател, а во крајни ситуации и родител. Системски во наставните програми за средно образование воведовме тема како учениците да се справат, да можат да препознаат што е трговија со луѓе, да ги научат видовите на трговија со луѓе, како да препознаат и каде да се обратат доколку тие самите или некој нивен близок се сретне со оваа немила појава. Заврши есенската деретизација во општина Ѓорче Петров. Превземените активности се со цел да се уништат глодарите, глувците, а со деретизацијата се опфатени 3004 шахти, но и училишта и градинките. За успешно реализирање на акцијата ангажирани се и лица од јавното предпријатие Водовод и канализација, со чија помош се лоцираат сите шахти на територијата на општината и истите се отвараат од вработените во јавното предпријатие. Општината Ѓорче Петров редовно спроведува ваква активност 2 пати во годината. Деретизацијата се врши со препаратот Бродилон, а работите ги изведуваше ветеринарната болница Скопје. Средствата се обезбедени од општината од својот буџет. Овој викенд, сабота и недела, пред поголемите маркети во 14 урбани и местни заедници во општина Карпош, по 10 пат ќе се одржи големата хуманитарна акција под мотото "Да бидеме хумани за нашите соседи". Оваа хуманитарна акција е во пресрет на денот на општината 3 ноември. Градоначалникот на општина Карпош, Стефчо Јакимовски, својата донација ќе ја даде во сабота на 19 октомври пред супермаркетот на Тедико во Тафталиџе во 10 часот и 30 минути. Сите хумани граѓани при своето редовно пазарење во маркетите може да донираат некои производи за социјално загрозените семејства. Со проекцијата на словенечкиот филм "Гремо ми по своје", која се одржа денеска во Кинотека на Македонија, започна филмскиот фестивал за млади џифони, на кој основците од Карпош, освен тоа што ја сочинуваа публиката, имаа можност да бидат и дел од жирито кое ќе учествува во незината работа. Оваа филмска манифестација, која ќе трае од 22 октомври, се одржува во Македонија за прв пат, додека во својата матична земја Италија џифони Experience го слави својот 43 роден ден. Главниот концепт на овој фестивал е преку размена на идеи, дебати и работилници, младите луѓе да се запознаат со тајните на филмската уметност, комбинацијата на различни култури и социјални трендови пренесени на големото платно, нуди варијација од можности за младите тинејџери со уметнички амбиции. После секоја филмска проекција следува дискусија со професионални модератори кои ќе ги поттикнат младите ученици на дебатата, преку која тие ќе го споделуваат своето мислење. Се отвараат различни теми, се дискутира на поентата на режисерот и така натаму. Позитивно сме изненадени од тоа колку децата длабоко навлегуваат во темите, кои се обработуваат во филмовите, образложува Дарко Николовски од џифони Македонија. Почетната поента на работилниците е преку игра и забавни содржини, децата од различни училишта да се запознаат меѓу себе. Подоцна, кога следуваат посегментирани содржини, тие ќе можат да соработуваат во поопуштена атмосфера. Селекцијата на филмовите е направена на тој начин да соодветствува на возраста на децата кои ги гледаат, како би можеле да ја разберат пораката на режисерот. Дел од филмовите се изработени од студентите на Факултетот за драмски уметности во Скопје, додаде Николовски. Представен официјалниот слоган "Рандеву" на Европското првенство 2016 година, што ќе се одржи во Франција. Ова и останатите вести од спортот ги гледаме после рекламите.